Почитувани граѓани, вчерашниот инцидент во кој беше нападната градоначалничката на Скопје го потврди она што како партија го говоревме со месеци. Ова е длабоко криминализирана и авторитарна власт, која не бира средства за да го заштити криминалот и да ги заплаши оние кои сакаат да го откријат. Со доаѓањето на ВМРО-МВР на власт, во Македонија преку ноќ се појавија организирани криминални групи, кои се чувствуваат недопирливи, затоа што се заштитени од власта. Инцидентот вчера и срамното непостапување на Министерството за внатрешни работи и Тошковски беше порака до секој кој ќе се осмели да зборува за криминал, да покаже злоупотреби, да посочи корупција. Порака дека ќе биде нападнат, натепан и замолчен. Криминалците се длабоко инфилтрирани во институциите, тие го водат системот. Тоа го гледаме од првиот ден. Обезбедувачите на премиерот се главни тепачи, попречуваат акции за дрога, издаваат државни тајни на наркокланови. Се случија преку 25 обиди за убиства и убиства за една година. Се пука на секој чекор, а Тошковски во интервјуа бесрамно лаже дека криминалот се намалил. Вчера загина лице во Батинци во пресретка како на Див Запад. Како Тошковски може да тврди дека безбедноста е подобрена кога имаме убиство на армиски службеник од лице со потерница? Како се случува лице со активна потерница да се движи слободно и да изврши убиство? Но овој последен настан, почитувани, кога веќе директно криминалците напаѓаат, а полицијата не могле да ги штити, е веќе доказ дека државата е управувана од тие луѓе. Градоначалничката на Скопје со месеци открива криминал. Ова ја подкопуваше удобноста на мрежите што власта ги одржува во Чаир и во цело Скопје. На крајот ова заврши со физички напад дозволен од полицијата. Почитувани граѓани, вчерашниот настан е порака до секој судија, порака до секој обвинител, секој државен службеник или граѓанин да не се осмели да го чепне криминалот на власта. Ова е порака дека секој кој ќе им ги открие криминалите може да биде следниот. Ова е систем на страф и закани кој доаѓа директно од власта. Таквата држава не е држава, тоа е тиранија. Полицијата е глува, правдата е парализирана, а законот служи за заштита на насилниците, а не за заштита на граѓаните. Почитувани граѓани, за една година под ВМРО-ДПМН секој граѓанин се чувствува помалку сигурен во сопствената држава, се чувствува помалку сигурен во сопствениот дом и во сопственото мало. Крајно време е Панче Тошковски да си поднесе неотповиклива оставка. Насилството и криминалот царуваат, а тој немо стои и ги брани партиските бизнис интереси. Од надежен министер, за една година стана извршител на мафијата и заштитник на криминалот. Затоа мора да си оди веднаш. Ви благодарам.